Американските сојузници и ривали на сличен начин ја осудија одлуката на председателот Доналд Трамп да ги повлече Соединетите држави од Парискиот договор за климат. Во обраќањето до јавноста пред Белата куќа, Трамп, наведувајќи дека длабоко се грижи за животната средина, додаде дека не може да поддржи договор што ги казнува Соединетите држави. Тој притоа рече дека со оваа негова одлука ја исполнува својата обврска за заштита на граѓаните на Соединетите држави. But we will start to negotiate, and we will see if we can make a deal that's fair. And if we can, that's great. And if we can't, that's fine. As president, I can put no other consideration before the well-being of American citizens. Според Трамп, постојниот Париски договор бил нефер спрема американските фирми, работници, граѓани и даночни обврзници. Тој исто така оцени дека другите држави врз основа на овој договор добиле поповолни аранжмани. Американското повлекување најде на остри критики во светот. Во телевизиското обраќање до јавноста, францускиот председател Емануел Макрон категорично отфрли секакво повторно преговарање. Нема план Б, бидејќи не постои планета Б, изјави Макрон додавајќи: I reaffirm clearly that the Paris Agreement remains irreversible and will be implemented, not just by France, but by all the other nations. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер пак оцени дека одлуката на Трамп била сериозно погрешна, додека Британија, Јапонија и Германија изразија разочараност што Соединетите држави, кои се втор најголем загадувач во светот со штетни гасови, ја одбрале опцијата да се повлечат од Парискиот договор. Русија, изразувајќи почит за одлуката на Трамп, најави дека нема да се повлече од договорот, а Кина оцени дека станува збор за глобално уназадување. Американското повлекување најде на критики и во Соединетите држави, а во Њујорк, Вашингтон и други градови луѓето излегоа на протести. Поранешниот американски председател Барак Обама оцени дека со тоа Соединетите држави им се придружија на малкуте земји кои ја отфрлаат иднината.